Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на штрајкот во образованието и сите оние актуелни состојби кои што се случуваат. Наши ваш гостин е професорот Перчо Божиновски. Добар ден, Божиновски. Ви благодарам што издвоивте време и дојдовте денес во студиото на ТВМ телевизија. Во интерес на јавноста ќе кажам дека денес овде во студиото со нас требаше да биде и Катерина Крлевска, председателот на регионалниот СОНК, и професорката во основно Билјана Чинговска, кои што, иако претходно бевме договорени да учествуваат во оваа дебата, утрово преку обична СМС порака без никакво образложение го откажаа своето присуство во емисијата. Но сепак, ние ќе се обидеме да одговориме на поголемиот дел од прашањата. Божиновски, кажете ни вчерашната одлука да се прекине штрајкот и да продолжат мирните преговори. Се појави едно големо незадоволство кај членовите на СОНК, видовме синоќа и протести. Кажете ни, кој е вашиот став по однос на ова прашање? Добар ден, пред се, ви благодарам за поканата. Да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Точно така, во еден, да речеме, за едни изненадувачки, но за други не изненадувачки момент, може би и очекуван, се појави една таква одлука, едно такво решение, кое што е сплет на околностите кои што се случува во сите изминати 3 недели. Во еден генерален штрајк, каде што се случува низа притисоци, уцени, закани, кон наставниот кадар. Кога не можеш да го скршиш достоинството, честа на наставниот кадар, тогаш можеш да го скршиш онаму каде што мислиш дека тоа треба. И тоа се случи. Но едно треба да се знае, дека никогаш не можат да го скршат достоинството на наставникот и никогаш не можат да ја скршат љубовта и нашата верба кон учениците да го пренесуваме знаењето. Кога и да биде, наставниците ќе одговорат на овој удар кон нив, затоа што тие навистина се чувствуваат понижени, нивното достоинство навистина е уништено и мислам дека се случува изигрување на огромното мнозинство на наставници. Точно да се случи една спогодба која што пристигна од страна на Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, до самостојниот синдикат за покренување на постапка за помирување. Колку тоа е законски издржано, колку тоа е законски оправдано, не сум убеден, но оние кои што во моментов се одговорни за водење на главните ресори, ја искористија таа законска можност и го изнајдоа оној дел од нивниот од законот за работни односи, за да може да решат колективен спор. Кога станува збор за генерален штрајк, не знам јас колку може тоа да се генерализира и да се стави како колективен спор. Зошто? Наставниците воопшто нема покренато никаква правна постапка, па сега за тоа да може да се случи. 3 недели и претходно, значи, многу пати беше најавуван штрајкот. Се вршеа преговори. Значи, Министерството за образование и наука имаше доволно време да го реши проблемот. Изнајде закон за решавање на спорови со помош на учество на помирувачи на колективен спор и мислам дека во однос на тој закон има доста
прекршувања и можам директно да ги посочам членот 18 и членот 19 од тој закон, каде што во членот 18 точно се вели да во случај на штрајк или спор во дејностите од општи интерес, тогаш страните во спорот се должни веднаш да пристапат кон мирно решавање на колективниот спор. Ова веднаш не траеше веднаш, туку ова веднаш траеше... Да, 2 недели и неколку скоро, денови, така, да. 12 Така. на 12-тиот ден, 12 Така. дена наставниците беа во штрајк. И секој пат во еден закон има но, и тоа е членот 19, во кој вели дека страните на спорот, во случајов нели СОНГ, Министерството за труд, социјална политика, за образование и наука, се должни да поднесат помирување во рок од 2 дена од настанувањето на спорот. Така. Штрајкот траеше, нели рековме, веќе 3 недели, дена, така, така. и овај облигаторен рок од 2 дена е одамна истечен. Така. Со тоа јас мислам дека законот е прекршен за мирно решавање на спорови, затоа што оние кои што беа најмногу повикани за да го решат овај спор и се најголеми виновници според мене, и СОНГ мислам дека немаше обврска да го стави штрајкот во мирување, бидејќи роковите беа истечени. Ниту имаше да се прекрши некаков закон и слободно можеше штрајкот да продолжи. Заклучокот од целава оваа ситуација во однос на и констатација на целото ова прашање дека мирувањето на овој штрајк е целосно изнудено. Така. Предходно имаше договор првичен, 12% изголемување на платата. Се случи договорот, меѓутоа незадоволството кај вашите колеги и кај вас и грото од синдикалните организации не ја прифатија таа понуда. Зошто е неприфатливо тоа? Така, да ни објасните. Така. Ќе тргнам ево точно од ова кое што нели и се повикуваат сега, а тоа е нели законот за мирно решавање на спорови. Ако се побара нели од наставниците и од СОНГ тоа да се случи веднаш, како што велиме, и е поставен нели одма медиатор според законот за медиација, тогаш веднаш треба и тие да го почитуваат колективниот договор. Зошто ова го спомнувам? Го спомнувам затоа што кога ќе се каже процентот кој што беше цело време предмет на договор, многу и од јавноста, но и многу од колегите не беа доволно запознати за што се работи. Барањата на наставниците едноставно не беше тој процент дали ќе биде 10, 12 или 18,4. Да, точно беше 18,4 одреден процент, но основната работа беше почитување на колективниот договор, кој што не се почитува веќе неколку години, и чашата која што беше прелиена е законот за минимална плата. Зошто? Затоа што платата на наставниците која што сега се добива е плата пресметана на еден договор кој што може да се каже дека е на еден коефициент од една предходна минимална плата, а тоа е од речиси така 10.000 денари. Така. Сепак раководството на СОНГ, сепак наставниците, знаејќи ја економската ситуација, здравствената криза и сите кризи кои што беа во Македонија, сепак најде сили и рече да се дојде до една одредена сума, односно да се стигне барем до просечната плата. Па потоа во текот, дали ќе биде тоа 2023, 2024, да се достигне онај процент на таа минимална плата, а во меѓувреме да се потпишат колективните договори. Значи, многу членството со огромно мнозинство ја одби понудата, затоа што во оваа ситуација, повторно ќе кажам, не беше
предмет на договор само процентот. Поклучни се И другите. целиот штрајк беше штрајк за достоинство и уште е, иако е сепак нели во мирување, е штрајк на достоинство и честа, затоа што беа прекршени многу правила и правила, обврски и членови од законот кои што требаше нели да се почитуваат. Така. Перчо сведоци сме дека постојано професорите, наставниот кадар и вработените во образованието многу пати кажуваат дека го немаат достоинствена плата и го немаат заслуженото место во општеството. Ете, колкави се отприлика вашите плати и колкава треба да биде една достоинствена плата на еден професор, на еден наставник? Она што може да се каже е сите, барем носејќи се според законите кои што ги имаме во оваа држава и треба да се почитуваат, е дека секоја плата која што ќе биде пресметана, барем да се почитуваат оние закони кои што треба да се почитуваат. Знаејќи дека не можеме да се носиме со останатите други држави, било од соседството, било од Европа и светот, и да го имаме тоа ниво на плата, како што ги имат наставниците, но тогаш барем да се почитуваат законите. Во овој случај, онаа плата која што ја земаат наставниците, основната плата во основно образование е ќе заокружам, значи околу 24.500 денари, додека во средно образование е 25.500 денари, значи. Разликата е во однос на 1000 така, во однос на основно и средно образование. Но повторно ќе речам, таа плата е пресметана на еден коефициент од 10, речиси 10.000 денари. Кога коефициентот на наставник, кој што е 2.533, ќе го помножите со минималната плата, нема да ја добиете оваа плата од 25.000 денари, туку ќе добиете сосема друга плата, која што е речиси за 10.000 денари повеќе. Наставниците не бараат ништо што не им следува по закон. Никаков процент кој што треба да се договара. Само наставниците си бараат да се почитува законот. Ако законот се почитува, ако коефициентот 2.533 се помножи по 18.000 денари, тогаш основната плата ќе биде многу и треба да биде многу повисока од сите овие работи. Дошло негде 34.000, сигурно може би и 5. Така. И сега, ако веќе се станува збор за некаков договор, тогаш сето, ако некој има право да поведува судски постапки, да поведува колективни спорови, тога се наставниците кои што треба да бараат сето она што не било исплатено во моментот кога минималната плата била 12.500, 14.500, 18 сега. Значи, наставниците имале трпение. Наставниците секогаш имале трпение и наставниците ќе имаат трпение и во овој период од кога штрајкот е ставен во мирување, онај период од 10 до 20 дена каде што треба да се случи договор, но пак ќе речам, тој договор треба да биде усогласување на колективниот договор, на колективните договори за основно средно образование, вклучително тука и детските градинки, и почитување на законот за минимална плата. Така. Вашите барања се легитимни. Нема тука збор. Меѓутоа, јавноста ве оцрнуваше. Знаеме дека на социјалните мрежи видовме лавина од критики упатени токму на ваша адреса, на сите професори, на наставници, на вработените во градинките, ве обвинуваат дека вашето барањето на вашите права и легитимни и издржани сепак падна на товарот на учениците. Што мислите, Перчо, околу ова, овие обвинувања кои што се случуваја и дали навистина се направи голема штета во образовниот процес на учениците?
Се согласувам дека имаше лавина реакции и напади врз просветните работници, но можам да кажам дека имавме и огромна поддршка од родителите и учениците кои што застана во наша одбрана. Зошто го велам тоа? Тргнувајќи од моите ученици, тргнувајќи од родителите, тргнувајќи од моето училиште, од целосниот град, и онаа слика која што ја видовме е дека и родителите и учениците даваа поддршка на овој штрајк. Зошто го велам тоа? Вратите на училиштата никогаш ние не ги затворивме. Нашето време на штрајк беше работното време. Ние бевме во просториите на училиштето. Ниедно дете кое што беше дојдено или дошло, беше вратено од настава, затоа што имаше колеги кои што не се согласуваа со овој генерален штрајк, одржуваа настава, но која беше работата? Воопшто и учениците и родителите, значи училиштата беа празни. Таа беше генералната слика. Мал процент од учениците доаѓа и кога видоа дека тие се многу мал процент, тогаш нормално дека родителите не ги пушта. Она што навистина најповеќе беше причина за реакција е делот каде што учениците не беа во училиштата, впрочем каде што им е и местото секогаш, ја секогаш стојам на тоа тврдење и сум застапник, но ова беше генерален штрајк. Кога ние имаме генерален штрајк, самиот поим на генерален штрајк значи прекин на сите работни обврски. Со тоа се сака да се предизвика внимание кон надлежните за да се реши проблемот. Да, навистина правото на образование за учениците е легитимно право, но и правото на штрајк е уставно загарантирано право. И двете права треба да се почитуваат, не велам, но има еден член во законот. Дали тој член во законот е во ред или не е во ред? Секој би го протолкувал онака како што мисли, но тој сепак е член во законот. Се вели во услови на штрајк, раководствата, Министерството за образование, со помош на локалните самоуправи, се должни да обезбедат наставници кои што ќе ги заменуваат оние кои што штрекуваат. Дали тоа е коректно или не е коректно, не можам да навлегувам, но сепак е член во законот. Постои. И ако веќе се водиме кон законите, тоа треба да се почитува. Зошто тоа не беше обезбедено и зошто целиот терет се префрли на наставниците? Да се критикуваат, да се критикуваат. Ако штрајкот не беше ад хок, наеднаш најавен, па тоа се случи веднаш и не може да се случи. Но беше најавуван повеќе време. За тоа време имаше доволен период тоа да се случи, односно да се обезбедат. Тоа што значи? Ниту децата ќе губеа од наставата и ќе си течеше целиот наставен период. Но прашање е тоа сега, дали ние имаме наставници кои што може да заменуваат, дали имаме таков образовен кадар и родителите, дали навистина ќе си дозволеа да ги пуштат децата на кадар кој што е сега во моментот можеби и од факултетските клупи уште не подготвен. Значи, некој кој што навистина не го поминал онај период каде што треба да се помине онај работно искуство. Работното искуство. И мислам дека најповеќе тежината падна на наставниците, но не мораше. Во многу пати, значи, се случувале, во повеќе наврати имало и штрајкови, дали биле на наставници, дали биле на ученици. Меѓутоа, ето, се вовело некое решение. Дали тоа е реално остварливо или не, видовме дека
не може да се оствари и дека едноставно и да се најдеа како ќе беа тие наставници платени, од кои средства, од кој буџет, кога веќе не е нешто обезбедено. Затоа реков, дали тој член е во ред или не е во ред, треба, тој е веќе, но е веќе во функција на законот, едноставно само за да се заштити онај дел за губењето на наставата на учениците. Така. Перчо, овде во продолжение би сакала да погледнеме изјава од ваша колешка Кети Јанковска, директорката на училиштето Никој Нестор во Струга, која што морам да кажам беше една од похрабрите и се уважи да ни даде изјава пред камера во поглед на тоа што голем дел од професорите во нивното училиште не го поддржаа штрајкот и предаваа. Да ја погледнеме прво изјавата, а потоа ќе ја искоментираме. Уште од почетокот, значи, на штрајкот, во нашето училиште делумно се одвива настава. Има дел од наставниците кои штрајкуваат, дел од наставниците кои не штрајкуваат. Тие што не штрајкуваат, значи, се одвива нормална настава, учениците доаѓаат на училиште, меѓутоа не во онолкав број колку што се во паралелката. Сепак, притисоците си го прават своето. Значи, дел од учениците доаѓаат на настава, дел од учениците не доаѓаат на настава, меѓутоа се трудиме наставата да изреализираме во целост со наставниците кои што не штрајкуваат. Колку професори штрајкуваат, колку не моментално? Вкупно наставен кадар во Никој Нестор е 123, од нив 123 75 наставници штрајкуваат, останатите не штрајкуваат, држат настава. Од техничкиот персонал и од стручната служба не штрајкуваат, значи само наставниот кадар во Никој Нестор штрајкува. Што ќе биде? Еве гледаме, некои професори предаваат, децата идат, имаат 2-3 часа, па ќе си одат, значи тоа е вистински хаос. Како ќе се надоместуваат тие часови? За жал, сето ова оди на штета само на учениците. Веќе се пробиени сите рокови и во однос на државната матура, не се одржани нити класните совети, учениците не се оценети. Апел еден поголем и до родителите, и до учениците, и до наставниот кадар да излеземе во пресред, значи на учениците. Ете, право на штрајк е вистински на секој еден од нас, меѓутоа да најдеме некаков друг начин на правото на штрајк да го искористиме, не на штета на децата. Се враќаме повторно во емисијата, ја погледнавме изјавата на Кети Јанковска, директорката на Никој Нестор. Божиновски, знаеме дека имаше професори што од самиот старт на генералниот штрајк не го поддржаа штрајкот и тие се обидуваа да го реализираат образовниот процес. Имаше ли меѓусебни несогласувања? Сепак сте колеги, во исти канцеларии, постојано заедно, а и кај вас и сегде сме свесни дека имаше некаква поделеност. Точно. Факт е дека не може да има едно заедничко прифатливо решение, но она што можам да го констатирам во ова ситуација е дека за прв пат наставниот кадар, просветните работници беа единствени, сплотени. Сите во нивните барања кои што беа поставени нели уште на самиот почеток на самиот генерален штрајк. Јас ќе кажам, правото на одлука си е едноставно на секому. Никому не смее да му се земе тоа за зло. Имаше колеги, да, кои што одлучија да не го поддржуваат генералниот штрајк, но можам да констатирам, а и тоа беше видливо и од самиот процент на ниво на цела Македонија и од самиот Охрид. Значи, речиси 90% од наставниците, односно на ниво на Македонија 94% огромен процент на наставници и на установи го поддржуваа штрајкот. Тоа што ни покажува?
дека е многу мал процентот на оние колеги кои што не го поддржуваа штрајкот. Јас од она што може да го констатираме тоа дека колегите кои што не го поддржуваа штрајкот беа оние колеги кои што повторно не можам точно Така. глобалната слика која што може така, да се така. забележи се оние колеги кои што нивниот работен однос се уште не е регулиран, односно се со договор и нивниот страв беше токму од губењето на тоа работно место. Да. Во самите училишта се формираше штрајкувачки одбор. Тој штрајкувачки одбор во време на генералниот штрајк тој раководеше со училиштето. Значи секогаш во генерален штрајк раководи штрајкувачкиот одбор. Так. Кога нели станува збор за штрајкот, раководството на секој училиште е одговорно да обезбеди нормални услови за работа. Штрајкувачкиот одбор и оние луѓе кои што штрајкуваат не смеат воопшто да попречуваат на наставата, исто како што нели раководството не смее да попречува на и штрајкот, затоа што следуваат огромни казни парични и затворски согласно законот. Значи, тоа е една бројка која што, ево конкретно ќе ги земам, ние воопшто не им се налутивме на тие наставници и ние рековме, во ред, седете, нема потреба, вашето работно место, вие мислите така, ние ќе ја водиме битката и за вас. Воопшто од наша страна немаше никаква притисок, знаејќи што може и знаеме како функционира кај нас општеството и како тие наставници беа притискани за да држат настава. Повторно ќе речам, нивни избор и ние воопшто не ги вметнавме тие наставници. Так. Едноставно, самиот огромен број на процент, значи, кажуваше дека има сплотеност, дека има заедничко во сите. Јас само ќе прашам, значи, дали од тие наставници кои што кои што не го поддржаа, нели, задоволни ли се тие од онаа плата која што ја земаат? Задоволни ли се да прашам. И поканивме десетина ваши колеги кои што јавно не штрајкуваа, дури и на социјалните мрежи се пишуваа ставови дека тие се за доброто на учениците, дека тие и така натака. И јас сакав истото да ги прашам, дали се тие задоволни, меѓутоа никој не се одважи да дојде денес овде во нашата дебата, па и да прашаме да ни одговорат, за жал. Тоа само по себе зборови дека навистина има притисоци. Какви се, Перчо, притисоци изминативе 12 дена од штрајк се соочивте, па и ваши колеги, нормално тука нема да именуваме никакви, нема да именуваме имиња, но притисоци факт е дека има. Дури регионалниот сонк од Струга, председателот кажа дека има притисоци во вид на апели и од страна на директорите, кои што следејќи го упатството на министерот Шакири, се обидуваа да воспостават настава. Имаше притисоци и врз директори, и врз професори, и врз помладите, и врз постарите. Секакви притисоци видовте вие нормално и околу вас, околу професорите. Имаше секакви притисоци, но онака како што почнав на почетокот. Никакви притисоци, закани, уцени не успеа да го скршат наставникот. Значи, притисоците одеа од типот на првично барање на списоци, кој штрајкува, кој не штрајкува. Од типот на повици, на СМС пораки. Па не се ли притисоци изјавите на самите министри кои што јавно кажа оние кои што ќе штрајкуваат нема да добијат плата. Само придонеси би рекоа дека ќе ви платат. Ете така, но остварувањето на право на штрајк и со колективните договори и со законот за работни односи, значи и покрај тоа што такви беа заканите, наставниците рекоа скратете ни од тоа, не е проблем, ќе ви ги дадеме, ако треба и придонесите ќе ви ги дадеме. Значи, генералната работа беше дека
Овдека се работи за достоинство. Не беше само процентот, не беше само платите, значи тука беа и надоместокот на превоз на вработени, додатокот за работа во комбинирани паралелки, додаток за работа со ученици со посебни потреби, додаток за прековремена работа, надоместок на регрес за годишен одмор, утврдување на фондот на часови на наставници по практична настава согласно закон, статусот на сметководители, координатор на IT програмите, образовни асистенти, лекарите во училиштата и друго, значи усогласувањето на платите по колективниот, подпишување нов колективен договор. Целата слика се префрли на тој процент. И притисокот беше токму со тие изјави. Но, како вели законот, работодавецот е должен да исплати надоместок на плата за работниците за време на штрајкот на работниците кои учествувале на штрајкот во висина од основната плата на работникот, доколку синдикатот организирал штрајк заради кршење на правата на работниците утврдени со закон, колективен договор јак на работодавачот. Па нели сега ево токму и овој закон кој што го употребуваат за решавање на спорови е за кршење на колективниот договор. По закон вас ви следува Значи, плата без тоа разлика што ни сте на следуваше штрајк. и Така. меѓутоа се користеа такви небулози кои што на вистина влијаеа. Тука ќе кажам кога станува збор за детските градинки во однос на тој поглед со колективниот со нивните колективни договори не беа заштитени, односно кај нив нема таков член како што има кај нашите колективни договори во основно и средно образование дека мора да се исплати плата. И затоа често министерката го користеше тој метод, велеше ќе се скратат, па се бараа списоци кој штрајкува, кој не штрајкува. Имаше секакви начини, наставниците подлегнаа на тие, не подлегнаа на тие притисоци. Последното, кога видоа дека не можат ниту со притисок, ниту со уцена, ниту со закана, кон наставниците, не можат кон членството цело на СОНГ. Раководството на СОНГ беше притиснато од огромниот процент, конкретно Охрид, над 87 така проценти да продолжи штрајкот, да не се прифатат 12%. И немаше тука каде да се оди. Добро ќе беше тука да беше нели да има и представници од и од СОНГ кои што требаше да дојдат и од професорите кои што не штрајкуваа. Тие се и најповикани овде. Тие беа нели најповикани во целата ситуација. Тога се префрли работата на министерствата, на директорите, па следуваа повици до директорите. Внимавајте, никаде немаше писмен документ. Секаде беше усно. Повиците следуваа од кабинетот на министерот. Личност одговорна од кабинетот. Се јавуваше директно кај директорите. Директорите веднаш да им наредат на класните раководители да им кажат на учениците да се вратат на настава. Зошто не беше тоа на писмен документ? Па зарем ние 3 недели имавме затворено врати на училиштата? Не, учениците воопшто не доаѓа на училиште, значи огромен број. Беа солидализирани и родителите исто така. Така што и тој начин не успеа со повикување, затоа што кога наставниците се во штрајк, нема што да обавуваат никакви работни обврски, но јас како класен раководител немам обврска јас да ги повикам учениците на настава. Од самиот старт на моите ученици им беше кажано, наставниците се огромниот број наставници се во генерален штрајк. Но вашето место е на училиште. Значи вратите не беа затворени. Тие никој ниту ги врати учениците, ниту им беше забрането. Значи зошто да се повикуваат после 3 недели? Како се одржуваат тие часови? Мене многу ме интересира како колегите кои што не штрајкуваа,
како ги одржуваат часовите? Со колку ученици тие ги одржуваат веројатно часовите? со мал број, во некои училишта исклучоци имаше каде што оде ученици, меѓутоа во повеќето Точно. мал број. Како ги запишуваат тие часови? Да, и како ќе се надоместуваат тие часови кои некои веќе се држеле. Кога И тоа така, малце стана кога хаос. веќе значи се активира целата ситуација, тогаш Државниот просветен инспекторат, трудовата инспекција нема да ги активирате само за штрекувачите, ќе ги активирате и за она што се случува во наставата. Така што имаше многу големи пропусти, наставниците точно си имаа што е за да се случи и нивните барања, но мислам дека главните виновници и она што дозволи до таа ситуација е непочитувањето на долги години и падот на достоинството на образовниот и просветен кадар. Така, Божиновски, сакам да ве прашам од владата и пратениците. Ете, Жаклина Лазаревска, ќе ја кажеме, имаше цел статус напишано на Facebook како оваа влада направила многу во изминатите години, а и самата знаеме дека е професор, ваша колешка. Така. Пофалби видовме многу дека оваа власт обезбедила дури 30% покачување на платите на наставниците само во овие изминати неколку години. Кој е вашиот став? Точно, да, имаше такви статуси, такви објави и се, но јас можам да констатирам многу лошо е кога ги пишувате тие статуси и имате наредено тие статуси да ви се лајкуваат, затоа што е очигледно и оние кои што не штрајкуваат се првите лајкувачи на тие статуси и е многу лошо кога ниту еден просветен работник, ниту еден колега од вашата институција не го поддржува она што сте го напишале. И најголемите удари кои што се добива и токму нивната, нели ето да речам, меѓусебна конверзација и преписка преку социјалните мрежи беше токму преку тие одговори и често власта, да речам, ето така, оние кои што се надлежни, милува да каже дека ги зголемиле платите. Не знам колку е честно вие да кажете дека сте ги зголемиле платите 5%, 5%, 10%, но дали тоа е согласно колективните договори, согласно законот за минимална плата? Зарем наставниците ќе бидат задоволни со трошки? Она што е останато? Не се согласувам со тие ставови. Нека престанат да крадат, ќе има пари за наставниците, затоа што видовме многу криминални дејности и она што го бараат наставниците, повторно ќе речам, многу е лошо да се изедначува процентот. Ако е така, тогаш можам да кажам дека од 2006 година, во време да речам додека владеело, нели, сегашната гарнитура, а периодот кога нели дошла друга гарнитура, сегашната опозиција, покачувањето на најниската плата било од 119%, а на највисоката 67%. Уште неколку пати тоа да го направат и години да владеат, не можат да го постигнат она што ВМРО ДПМН го постигна во однос на платите на наставниците. Има многу ветувања, ќе ги зголемиме платите на наставниците и професорите за 2 години, ќе изедначиме почетничката наставничка плата со просечната плата, па јас не знам дали сите наставници, ако знаеме дека сегашната просечна плата е околу 29.500 денари, мислам, а кажавме која е основната плата на наставниците, не почетничката. Почетничката е под, наставникот приправник зема 80% од основната плата која што ја има. До моментот додека нели го си ги заврши сите оние приправничкиот стаж и сите тие работи.
Така што не е точно дека ниту еден наставник нема да има плата пониска од просечната плата. Сите веќе сме под просечната плата. Така. Не може нас да ни се товари минатиот труд, не може да ни се товари класното раководство, не се сите професори, класни раководители или одделенски наставници, минатиот труд во која и да било институција треба да се цени и не може ние да се фалиме со една одреден процент на покачување. Сите досегашни влади кои што биле морале да ги почитуваат колективните договори. Ако се почитувале, сега ќе генерализирам, ако се почитувале, тогаш може да се каже дека немало да дојде до ова ситуација која што е сега. Така. Божиновски, за крај, сакам да ве прашам, стигнавме до ова ниво, 20 дена мировни помирување и преговори, што очекувате за крај да ни кажете? Верувате ли дека ќе го стварите вашите барања? Остануваме нели на барањата кои што ги имаме како наставници. Во интерес нели на учениците, наставата започнува со нели со мирно решавање на и период од 20 дена, така, период од 20 дена. Остануваме нели на оние барања кои што ги имаме, унапредување на статусот на образовниот кадар, враќање на честа достоинството и она што можам да го кажам, да, големо е незадоволството кон репрезентативниот синдикат СОНГ, но можам да кажам, на ниту една влада, значи, не сакам да делам леви и десни, како и да било, на ниту една влада не ја одговара синдикат. Јак синдикат. Силен синдикат. Наставниците покажаа дека се силни, наставниците покажаа дека не виткаат кичма, дека се достоинствени и истрајни во нивните барања. И целата ова ситуација е кршење на репрезентативниот синдикат. Онај револт кој што е насочен кон раководството на СОНГ, од целиот СОНГ е оправдан. Јас го разбирам тоа. И не можам да речам дека не е така, навистина. Да. Затоа што наставниците мислат, се чувствуваат предадени, се чувствуваат излажани, затоа што навистина сите бевме единствени. Немаше навистина никаква поделба, ниту поетничка, поверска, попартника. Значи, повторно ќе речам, големиот процент од 95 институции и проценти кои што штрекуваат јасно покажува дека сите бевме единствени и воопшто немаше да речам поделеност на било каква основа. И токму целта беше таа да се скрши отпорот на наставниците, кога се виде дека не можеше да се скрши отпорот на наставниците, се најде друг начин кој што успеа тоа да се случи, ево на начин како што се случи, и мислам дека не е прав момент пак ќе речам, не само на ова влада, ето на секоја влада, и одговара да нема репрезентативен синдикат. Тоа што значи? Репрезентативен значи да преговара. Во моментот кога нема да имаме репрезентативен синдикат, во случајов ако СОНГ ја изгуби репрезентативноста, тогаш никој во името на наставниците нема да може да преговара. И тоа е многу лоша ситуација. Знам дека многу наставници се соочуваат со тоа и коментираат сега ќе излеземе од СОНГ, готово е сето тоа, но треба да се ги разбирам. Факт е дека е така. Но треба да се запрашаме. СОНГ не смее да ја изгуби репрезентативноста. Кој друг синдикат би ја презел? Или ако има некој друг синдикат кој би ја презел, тогаш јавно нека истапи, нека каже ние имаме репрезентативност да ги представуваме наставниците. Така што и таа одлука е, значи, принудена која што сега онај револт кој што требаше да биде насочен од кон одговорните кон власта сега се насочува кон СОНГ. Кон СОНГ.
И затоа цело време велеа во однос на наставата, во Да. однос на учениците, во однос на сите тие активности, но никогаш не било проблем. Често време ги споменуваа, гледам, биле промашени роковите, проектните активности Да. или не знам како. Министерот носи календар за организација на учебната година. Секогаш се носи тој календар. Ке го земам календарот за средно образование, ево. Проектните активности имаше период од 10 март до 21 април, значи матурантите, тоа се оние активности кои што ги следуваат за матурантите, да ги завршат. Штрајкот започна 11 април, ама ние најавувавме претходно штрајк. Од 10 март до 11 април има цел месец. Од 11 април до 21 април 10 дена, тоа се 5 дена. Во 5 дена колку колеги може да закажат проектни активности? Значи тие не го искористиле, повторно ќе речам, тука се криви и раководствата. Зошто дозволиле? Гледате дека се најавува штрајк. Гледате дека може да дојде до тоа. Значи од 10 март до 11 април има цел еден месец време да се положи. Така што фразата која што беше и претходно искористена, слушнав, биле оневозможени, не е точна. Значи имаше целосно месец. Во календарот пишува најмалку 166 дена за завршните години, 180 за оние редовните, прва, втора, трета и така, за средно сега зборувам. Се кажуваше дека биле неоценети учениците. Зошто неоценети? Па нели се знае дека советите се одржуваат на крајот на третото тромесечие, па третото тромесечие беше завршено кога веќе се организираше штрајкот. Значи зошто наставниците, ето тие кои што не биле не ги оценали учениците, дозволиле да се случи тоа. Значи требаше да бидат одржани и советот на паралелка, и наставничките совети, затоа што тие се носат со годишната програма и точно стои кога треба да се одржат. Значи и тоа не држи место дека не биле некои ученици повеќето рекоа дека не се неоценети. Ќе прашам, дали кога беше продолжен зимскиот распуст оваа година, се промена календарот на активности? Се промена. Па и сега ќе се промени. Па и сега ќе седни министерот, заедно со Државниот испитен центар, со Бирото за образование и ќе го промени календарот. Ги намалија деновите од 158 на 172. Како учениците ќе ги надополнат тие 2 недели кои што ние започнавме со продолжен зимски распуст? Зарем тогаш учениците не изгубија? Можеше да се надополни со календар? Можеше. Значи и тоа е изводливо. Има начини. Кога беше одложен почетокот на учебната година, претходната за еден месец, повторно, значи, наместо на 1 септември се започна на 1 октомври. Повторно наставните денови беа намалени на 145 нели за матурантите, за оние во завршните класови 159. Како се надополна овај еден месец кој што тога се изгуби? Значи има начини за значи, има начини и она што може да се каже дека досега се изработени 134 работни денови. Така што до онаа бројка која што треба да се изработи според календарот има период и воопшто не држеше тоа дека не може да се заврши учебната година. На крајот на краиштата во време на пандемија учебната година може да се заврши и одма, како што се случуваше и претходно. Така што, доколку владата на вистина сакаше да најде решение за барањата на просветниот кадар, тоа мораше да го направи уште пред почетокот на штрајкот. Не смееше да дозволи да има прекин во образовниот процес и тоа да биде на штета на децата. Овде не стануваше збор за проценти, за зголемување на права, за многу поголеми барања, затоа што правата на наставниците беа тотално прекршени. И за да заокружиме, точно си остануваме ние на она што си го бараме, наставниот кадар праќа силна порака дека ние сме најзначајните чинители во едно општество. Се излегува од нас.
се може да скршат, но никогаш не може да ни ја скршат желбата и љубовта кон учениците и да го пренесуваме нивното знаење. Божинус, ке ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашалник. Еве вака јас јавно ќе ви дадам поддршка и ќе ви кажам искрено посакувам да успеете да си ги остварите сите ваши легитимни барања и да го добиете достоинственото заслужено место кое што го имате во ова општество. Ви благодарам за Почитувани гледачи, ви благодариме и вам на вниманието. Се гледаме повторно.